Македонија со конкретна помош за настраданите во земјотресот, државава не заборава што му се случи на Скопје пред точно 6 децении, кога целиот свет покажа солидарност и помогна главниот град повторно да се издигне. Сега добиваме информација дека има втор земјотрес, има многу жртви, ужасна деструкција и сакал уште еднаш да упатам сочувство до сите погодени и да објавам дека македонската влада и ние како држава нема да останеме само на зборови, туку ќе пружиме сосема конкретна помош. Знаете дека низ историјата ево оваа година треба да го одбележиме 6 децении од катастрофалниот скопски земјотрес и многу добро знаеме кои некои други народи и држави се наоѓаат во слична ситуација. Дека ќе се помага на Турција, потврди и министерот за надворешни работи Бујар Османи. На вонредна владина седница ќе се носат одлуките со какви активности ќе помогне Македонија. Во овие страшни моменти од најголема важност е да им подадеме рака на луѓето на кои им е потребна помош и со конкретна акција да овозможиме поддршка во справувањето со катастрофалните последици. Сочувство преку својот Facebook испрати премиерот Димитар Ковачевски. Ужасна вест за земјотресот во Турција која не растажи сите. Во моје лично име и во име на граѓаните на Македонија изразувам длабоко сочувство кон председателот Реџеп Тајп Ердоган за изгубените животи и посакувам брзо опоравување на повредените. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски упати телеграма со сочувство до Турција и турскиот народ за жртвите од земјотресот, изразувајќи надеж дека надлежните ќе успеат да спасат што е можно повеќе луѓе во акциите за спасување. Нашите мисли и молитви се со семејствата на настраданите, во надеж дека надлежните ќе успеат да спасат што е можно повеќе луѓе во акциите на излекување. Тешко е да се изберат зборови за утеха во вакви трагични мигови, но сум уверен дека солидарноста и хуманоста на луѓето ќе помогнат што побрзо да се обединат и насочат сите капацитети кон обновување и санирање на погодените места од разорниот земјотрес. Порачувајќи дека и Унгарија ќе помогнат, Скопје сочувство испрати унгарската претседателка Каталин Новак. Страна на Унгарија сакам да ги уверам турските граѓани дека Унгарија е на нивна страна, е со нив, сочувствува со нив и е подготвена да им помогне на сите начини. Помош за Турција најави и Зелс, првиот човек на оваа организација, Орце Ѓоргиевски, повика на солидарност од сите градоначалници во земјава. Црвениот крст на Македонија отвори сметки за настраданите, а мобилните оператори отворија и броеви за донации. Граѓаните на социјалните мрежи повикуваат на солидарност и помош за настраданите.